Празникот Свети Трифун одбележани во Лозово, на денот кога се чествува заштитникот на лозарите, за кроени и виновите лози на винаријата Зигин. Винаријата во изминатиот период започна да произведува медицинско вино. На новата метода за отстранување на алкохолот од виното се работи во изминатите неколку години. Првите количини медицинско вино се веќе произведени. Методата е ладна метода да се извади алкохолот без да имаме она топла. Не, без дестилација. Вече при дестилацијата се уништуваат сите, а имаме ние посебно со смрзнување на минус 70 до минус 100 степени и водата се, мислам, задржува, алкохолот останува, виното со сите состави остануваат и тоа е, како да кажам, без 0,0 алкохоли. Тоа е добро, тоа е правото вино, значи од него е само изваден алкохолот. Тоа е нова метода, таа е скапа метода, ние веќе работиме на неа повеќе од 8 години и веќе имаме мали количини, производни лабораториски да ги речеме, али се надевам дека веќе од наредната година ќе се оди на поголеми количини. Здравието на потрошувачите, велат од винаријата, е во прв план, затоа ќе се работи на усовршување на методата, па покрај сите останати видови вино, винаријата ќе работи на промоција на новото медицинско вино. Самиот маџун е исто така еден вид медицинско вино, бидејќи не му дозволуваме на грозовиот сок да ферментира, него напротив го дехидрираме и така ги пак задржуваме сите својства што ги има еден гроз, бидејќи грозот има една субстанца, мислам, сите лози, тоа е ресвератрол, кој представува на сегашната медицина и нутрициската храна едно од најаките препораки, едно од најпрепорачливите елементи, состави на исхраната на луѓето. Винаријата, иако релативно нова во оваа област, сепак успешна на пазарот. Повеќе од 10 златни медали се доказ за квалитетот на производите. Тој тренд на производство на исклучително квалитетни производи, вели собственикот, ќе продолжи во иднина. Во оваа насока и соработката со голем број институти од неколку земји во светот. Виновата лоза на винаријата се простира на површина од околу 450 хектари, на кои се одгледуваат вкупно 17 видови грозје.